Кибербезбедност. Сигурно сте го слушнале зборот безброј пати. Ама што навистино значи тој во нашиот дигитален свет? Ајде да откриеме. Да почнеме со едно директно прашање. Дали некогаш ви се случило да бидете хакирани? Знаете, можеби некоја чудна активност на социјалните мрежи. Или пак сте добиле некој сомнителен мејл што ве натерал да се подзамислите. Реалноста е дека повеќето од нас, сакале да признаеме или не, веројатно веќе биле цел на некаков сајбер инцидент. И токму затоа, да се разберат основите на безбедноста денес, тоа веќе не е некој избор, туку е апсолутна неопходност. Еве ни што ќе поминеме. Прво, ќе видиме колку е ранлив нашиот поврзан свет. Потоа, ќе дефинираме што е кибербезбедност, зошто е важна, ќе фрлиме поглед на историјата на заканите и ќе завршиме со модерната одбрана. Добро, да почнеме со првата точка. Реалноста е следнава. Живееме во свет кој е хиперповрзан, ама работата е што секоја таква конекција е и потенцијална слаба точка. Целата таа дигитална удобност што ја имаме си доаѓа со цена, а таа цена е постојан ризик. И само размислете, технологијата е буквално насекаде. Во џебовите, нели, паметните телефони, на рацете паметните часовници, потоа во автомобилите, во домовите со сите тие паметни уреди, па се до комплексните мрежи во компаниите. Секој од овие уреди е всушност потенцијална влезна врата за напад. Добро, одиме понатаму. Што всушност се обидуваме да заштитиме? Ајде да се нурнеме во суштината и да го дефинираме овој термин што сите го користиме, а можеби не го разбираме целосно. Океј, ова е официјалната дефиниција од NIST. Тоа е Американскиот национален институт за стандарди и технологија, кој се главен авторитет во ова поле. И знам, изгледа малку комплицирано на прв поглед, ама ајде да го разложиме на поедноставни, разбирливи делови. Значи, целата таа долга дефиниција во суштина се сведува на 5 главни цели. Прво, достапност. Тоа значи дека информациите ни се достапни баш кога ни требаат. Второ, интегритет. Информациите мора да се точни и да не се менувани. Потоа, автентикација, да се потврди кој е кој. Доверливост, да се чуваат податоците приватни. И на крај, неотповиклимост, што е фенси збор за тоа да имаме доказ дека некоја акција навестина се случила. Значи, ако сакаме да го кажеме на наједноставен можен начин, кибербезбедноста е практиката на заштита на нашите податоци, компјутери и мрежи од било каква штета или неовластен пристап. Толку едноставно. Сега, кога ја имаме дефиницијата, се поставува клучното прашање. Зошто ова е толку важно? А одговорот е дека последиците се огромни, од нашите лични податоци па се до целата глобална економија. Ајде да замислиме едно реално сценарио. Добивате мејл. Изгледа сосема легитимно. Кликате на линкот и во следниот момент готово. Ренсомвер ви го инфицира системот. Сите ваши важни податоци се заклучени, киднапирани и некој бара откуп за нив. Ова е совршен пример како само една мала, ситна грешка може да биде неверојатно скапа. Ако зборуваме за тоа колку е ова голем проблем, погледнете ја бројкава. 1 милијарда. Да, 1 милијарда. Толку кредитни картички биле украдени за само една година преку напади на оние посттерминалите, знаете, апаратите што ги користиме за плагање секој ден. Тоа е скалата на модерниот сајбер криминал. Застрашувачки, нели? И еве нешто што на вистина го менува погледот на работите, дигиталната кражба сега ја надмина физичката кражба. Тоа е најчесто пријавуваната измама. Криминалот се пресели онлайн и тоа ја прави кибербезбедноста апсолутно клучен дел од економијата. И токму поради тоа, ова не е нешто што се игнорира. Заканата е толку сериозна што стана национален приоритет. Например, FBI ги става сајбер нападите на самиот врв на својата листа на приоритети. Агенции како ФФК и ФТК исто така постојано работат на ова поле. Значи, јасно е дека не зборуваме за некои изолирани инциденти, туку за огромен, глобален безбедесен предизвик. Добро, а како воопшто стигнавме до тука? Ајде да се вратиме малку назад во времето. Историјата на сајбер заканите е како една постојана ескалерачка трка во оружување. Една бескрајна игра на мачка и глушец помеѓу напаѓачите и оние кои се бранат. Се започнало прилично наивно. Во 1971, првиот црв, наречен Крипер, бил само беззапасен експеримент, покажувал некоја порака на екранот.
Во 80-тите работите стануваат малку посериозни, со првиот вирус за персонални компјутери, Brain, и потоа црвот Морис, кој го предизвика првиот голем хаос на интернетот. Се сеќавате на 2000-та и вирусот I Love You? Тој покажа колку брзо може да се шири нешто преку имејл. А потоа, во 2010-та дојде Stuxnet, вистинско дигитално оружје дизајнирано да напаѓа индустријски системи. Еволуцијата е неверојатна. И оваа споредба најдобро ја покажува целата слика. Порано, заканите беа, експерименти, шеги, начин да се покаже дека има некој пропуст во системот. А денес зборуваме за финансиски измами од огромни размери, за организиран криминал, па дури и за шпионажа на државно ниво. Мотивите се целосно променети. Секако, како што растеа заканите, така растеше и одбраната. Па, ајде да видиме како изгледа модерната одбрана денес. Веќе не се работи само за технологија, туку за градење на цела култура на безбедност. И она што е интересно е дека темелите на модерната одбрана се всушност поставени многу одамна. Уште во 1975 биле објавени основните безбедносни принципи кои важат и денес. Во 80-тите се појавува RSA, првиот систем за криптографија со јавен клуч. Тоа е технологијата што ја овозможи безбедната комуникација на интернет. А во 2001 NIST го воспостави AES стандардот за енкрипција, нешто што и денес ги штити нашите податоци. Значи основите се стари, но се уште релевантни. Меѓутоа, и покрај сиот тој напредок постои еден огромен предизвик, а тоа е недостатокот на луѓе. Погледнете го ова. 76%. Дури 76% од лиделите во оваа индустрија велат дека едноставно немаат доволно квалификувани професионалци. Нема кој да работи. Сега, што значи тој недостаток? Па тоа значи дека има огромни можности. Бидејќи нема доволно експерти, побарувачката е неверојатно голема. И токму тоа ја прави кибербезбедноста една од најважните, но и најбрзо растечките професии во светот денес. И со тоа да завршиме со едно последно прашање за размислување. Живееме во свет изграден на код. Се околу нас е код. Па, кој е тогаш одговорен да го обезведи сето тоа? Одговорот е дека одговорноста не е само на експертите. Таа е споделена. Така што, вистинското прашање е, кој е нашиот дел од таа одговорност?